Првата кирилична буква браќата Кирил и Методиј ја напишале во близина на Штип, односно локацијата која археолозите ја означуваат како местото на древниот град Равен, односно Црвениот град. Сите овие работи се потврдени со археолошките истражувања, што значи дека веќе сета она легенди, сите оние пишувања што ги имало од порано, се и веќе и документирани. Така да во последните 50 на години, уште кога Блага Алексова истражуваше на оваа локација и го откри катедралниот храм со мартириум, и оттако започна приказката дека, односно се потврди сите тие оние работи, бидејќи беше откриени глеголицата каде што е напишана на камен. Ова е истражување на еминентниот археолог професор доктор Блага Алексова, која на стручната и пошироката јавност и го презентираше пред повеќе од 30 на години. Тезата е она што самите науди ја потврдија, бидејќи овде се наоѓа една црква мартириум, каде што се погребани моштите на повеќе маченици и тука е откриена и глеголицата, и оние археолошки скопувања околу таа го пласираше тезата дека овде, значи, од тука потекнува мисијата на браќата Кирил и Методи и дека тука можеби се наоѓа и славниот град Равен. Ваквата теза е аргументирана со следново. Јута тука до нас еве ќе покаже камерата, јас само да покаже камерата. Токму ова е тој корпус деликти за кои што се потврдуваат тезите на Алексова и вашите истражувања. Што представува фактички ова? Вака, значи ова се предмети кои што се открили со последните истражувања во 2020 година, кои што ги вршеше Завод и музеј Штип. Ја доистраживме целата катедрална црква. Ова се дел од буквите од глеголицата, значи може да се спореди со глеголичните букви кои што се откриени и кои што се напишани во повеќе списанија. Она што останало, значи дел го откри Блага Алексова, дел го откривме ние и со сигурност можеме да кажеме дека е потврдено и ситу со сите археолошки истражувања кои што се извршени на оваа локација. Ова значи дека се словенската писменост која започнала со браќата Кирил и Методи, својот почеток го има во околината на Штип. Нивната мисија потоа продолжила од тука па до сите држави каде имало словенско население.